Сите реквизити се веќе уништени во единствениот парк во Тетово наспроти спортскиот центар познат како Жена парк. Освен што се уништуваат несовесни граѓани, истиот не се одржуваат градските власти. Тревата не се коси редовно, ниту се одржува хигиената. Во уште полоша состојба се наоѓа и скейт паркот наспроти автобуската станица. Таму пак дури и клупите за седење, но и циглите од кои изградена рампата се откорнати и искршени. Вамо од Кршија направија кога колали кој беше таму, за рок од една неделја извадија оградите, ги запалија клупете, оборија канделабрите, овде ова го почнеа да оправат, дали го довршија или не знам, не личи на ништо. И овој парк не го држи. Значи нема ништо. Посеја што посеја травата, која ќе шиша, кога не и така дали. Макар да и младината доаѓа, овде уместо канта фрлен надвор, крши се качи на клупе, не знам што е дивља, што невидено. И тоа е. Поготово младите. Рекоа тетовци. Скейт паркот беше изграден минатата година со помош на невладините организации. Жена паркот па беше реконструиран пред околу 3 години, откако подолг период ова место се користеше за разни девијации, но и двете меѓу ретки слободни зелени површини во градот, кои служат како место за одмор и рекреација, не издржа. Проектот за развој на микропредпријатија на жени во прекуграничната област, што го спроведува Центарот за управување со промени од Скопје, представува голема можност за оние кои имаат некаква идеја, но не знаат како да започнат одреден бизнис. Доколку се пријават на проектот, тие ќе бидат дел од стручни бизнис работилници и обуки, каде ќе стекнат нови вештини кои се потребни за реализирање на стартап идејата кон почеток на одреден бизнис. Така ќе научат како да направат бизнис план, па потоа како да започнат со производство, продажба или пружање одредени услуги, како и остварување заработка. Ивона Србиновска од Тетово има позитивно искуство од овие обуки. Научила како да стигне од стартап идејата до бизнис, да отвори козметички салон. Нови обуки, сите жени што имаат некаква идеја, ќе можат да стекнат нови знаења и вештини со кои ќе можат да почнат свој бизнис и да ги остварат своите цели пред се. На обуките ќе научат што е бизнис план, што е маркетинг, продажба и слични елементи за водење на фирма. Едукацијата е битна за развивање на идеја, креативност, за наоѓање решенија и слично. Пред се и таа креативност беше и мојата првична идеја за отварање новиот бизнис. Учесничките, освен за сопствен бизнис, се едуцираат и за легислативата и нивните обврски како фирма кон државата, вели Гордана Стевковска-Велјановска, раководителка на проектот од Центарот за управување со промени, потенцирајќи го големиот придонос на проектот за општеството. Тој во циклуси се одвива од околу 6 работилници еднодневни. Ние обично ги организираме или понекогаш еднодневно, понекогаш со семинарски пристап, каде што жените имаат можност да поработат малку на изработка на своите бизнис планови, да го изградат тој свој пристап, посебно на овој дел на жени кои што имаат само идеја или нешто веќе работат, но не се регистрирани. Значи, таа е една група стартап која што е наменета за евентуална регистрација понатаму. Ние во однос на проектот тие немаат обврска да се регистрираат, но ние сакаме се разбира да ги поттикнеме, бидејќи во делот на ова економско работење многу е битно да се isпрофилираат, да бидат легитимни субјекти за да можат понатаму и да напредуваат и да се развиваат. Никој кој што не работи нели регистрирано не може понатаму да земе ниту кредит, ниту да се развива било како, ниту пак овој дел на прекугранична може да го оствари ако нели не се појави како правен субјект во државата, бизнис субјект. Армен Тефики од партнер организацијата Егалите од Тетовско камењане потенцира дека поддршката за некој кој сака да има бизнис има огромна улога во денешницата. Освен тоа, ако жена е невработена со реализација на сопствена идеја, обезбедува екзистенција за семејството и со тоа иднина тука во местото на живење. Ние како локална организација имавме предност за идентификација на потребите и потешкотите што се соочуваат жените што се занимаваат со бизнис, било во фаза на идеја па се до предприемништво. Преку проектот ние нудиме програма на спредби со која целта ни е да се запознават меѓу себе
и да споделат нивно искуство, па потоа со помошта на експерти за бизнис планирање да продолжат понатаму со намален ризик за неуспех. Главниот предизвик на проектот е тоа дека младите сакат да си заминат од Македонија и ние преку проектот сакаме да покажеме дека Македонија навистина има цел и има потенцијал за бизнис и дека со добра идеја и добар бизнис план овде има иднина. Од лани, кога почнавме со проектот, па до денеска јасно и видливо може да се видат унапредувањето на бизнис вештините кај жените и девојките учеснички во програмата. Заинтересираните жени од Полошкиот регион кои сакаат да научат како своите идеи да ги преточат во исплатлив бизнис, може да се пријават за следниот циклус на обуки во Центарот за управување со промени на телефонскиот број 02-609-2216. Проектот Развој на микропредпријатија на жени во прекуграничната област го спроведува Центарот за управување со промени во соработка со Институтот за човекови права од Скопје, Фондацијата Егалите од Камењане и Центарот за компаративни и меѓународни студии од Тирана, Албанија. Главен финансиер и донатор е делегацијата на Европската унија во Скопје. Локалната самоуправа на Гостивар изготви програма за проблемот со кучињата скитници на гостиварското подрачје. Документот произлегува како обврска од Законот за заштита и благосостојба на животните, а е поврзан со зголеменото присуство на кучиња скитници и потребата за контрола на нивниот број. Од општината проценуваат дека во градското подрачје и при градските населби на Гостивар има околу 350 бездомни кучиња. Со програмата се предвидува заловување и третирање на сите кучиња скитници до крајот на годината, во неколку организирани акции и по потреба во случај на пријава од граѓани за агресивни кучиња. Активностите за заловување ќе се спроведуваат во две фази, и тоа како дневни, во кои ќе се извршуваат редовни увиди и контроли за евидентирање и пратење на офатот на движење на кучињата скитници, и ноќни активности кои ќе се спроведуваат во доцните ноќни часови, односно пред се во раните утренски, кога ќе се спроведува заловување на кучињата. Во општина Гостивар има стационар, така да потребните услуги за третирање на кучиња скитници ќе се спроведуваат во ова прифатилиште, се наведува во програмата. Општината ќе води и кампања за вдомување на животните. Финансирањето ќе се врши од средствата предвидени во буџетот во висина од 2 милиони денари. Програмата ќе се најде на дневен ред на следната седница на Советот на општина Гостивар, која е закажана за 14 мај, вторник. Изминатиот период зачестија нападите од кучиња скитници во Гостивар. Имаше случај кога во еден ден во градскиот парк беа нападнати и каснати 5 граѓани. Годишен возач на автобус починал откако му се слошило. Според информациите на СВР Тетово, случајот е пријавен вчера вечер околу 22 часот и 15 минути во полициската станица Гостивар. Според пријавеното на магистралниот пат Кичево Гостивар на превојот Стража, 37-годишникот од Скопје, возач на автобус Мерцедес со скопски регистерски таблици. Откако го запрел автобусот за пауза на Стража, наеднаш му се слошило и паднал во безсознание. Така што лекарите од Гостиварската брза помош, кои во меѓувреме биле повикани, констатирале негова смрт. Јавен обвинител и екипа од полициската станица Гостивар извршиле комплетен увид, а по наредба на јавниот обвинител, безживотното тело на скопјанецот предадено му е на семејството. 42-годишник од тетовското село Слатино вчера пријавил дека околу 8 часот и 45 минути на градскиот пазар во Гостивар физички бил нападнат од 4 лица од Скопје, со кои претходно вербално се расправал. Се работи на расчистување на случајот, информираат од тетовската полиција. И минатиот месец април, неправилното вршење на действие и неприлагодената брзина биле најчестите причини за вкупно случените 59 сообраќајни несреќи во Тетово и Тетовско.
33 несреќи во април се последица на овие две причини. 6 се случиле поради непочитување на првенство на минување, 5 поради надржање страна, 4 растојание и така натаму. Во две од овие несреќи исто толку лица го загубиле животот. 6 задобиле тешки, а 32 лица завршиле со лесни телесни повреди, додека во 36 несреќи регистрирана е само материјална штета. 42 од несреќите се случиле во населено место, а 14 на отворен пат, најмногу во четврток во периодот помеѓу 16 и 18 часот. Најголемиот број од несреќите повторно се бележат на Тетовските улици, 35, и автопатот Гостивар-Тетово-Скопје, 9. Инаку најмногу од повредените во несреќите во април се патници, 19, и 7 возачи. Во несреќите најмногу учествувале патнички моторни возила, 61, како и 5 мотоцикли, информираат од Тетовската полиција. По повод одбележувањето на 9 мај, денот на победата над фашизмот и денот на Европа, во организација на Сојузот на борци од народно-ослободителна и антифашистичка војна, ќе се одбележи овој значаен датум од светската историја. Одбележувањето на празникот ќе се изврши утре со полагање цвеќе пред споменикот на револуцијата во Тетово, со почеток во 12 часот. Организацијата на Сојузот на борци од Тетово организира и одбележување на 17 мај, ден кога е извршена погибијата на првоборецот Илјантески Смок. Одбележувањето ќе се изврши пред споменикот Два Бреста во Тетово со положување свежо цвеќе со почеток во 11 часот. Организаторите ги повикуваат граѓаните, организациите, партиите, како и учениците од основните и средните училишта да земат учество со своји делегации. Научивме многу работи од грешките што ги направивме во претходните два надпревари, кои што беа еден во Македонија, друг во Словенија, и се спремаме за во Либан да ги поправиме тие грешки. Роботот не беше доволно добар, доволно добро направен за некои мисии да се направат, но сега од искуство можеме да ги направиме и да бидеме подобри од било кога. Јас се викам Мате Додевски, имам 12 години и сум член на тимот Space Workers. Нашата идеја за да се заштитат космонаутите и астронаутите од радиацијата во Вселената е Radiation Deflectorот. Тоа е нашиот производ кој се содржи од нуклеарна централа која го напојува јадрото со енергија за да направи наше магнетно поле која ќе ги одбива големите бранови од радиација во Вселената. Јас сум Давид Апчиевски, имам 13 години и јас сум член на тимот од Space Workers. Освен нашите интереси за информатиката и роботиката, сакаме да најдеме иновативни решенија за колонизација на Марс, иновативни решенија во медицината и иновативни решенија во инженерството. Најдобар херој кој би го представил нашиот тим би бил Iron Man, поради ликот кој што го представува Iron Man, тоест Тони Старк, бидејќи тој е еден од најголемите иноватори што го знам јас. Пораката до младите е дека ова е многу интересна област за работење и дури да е само привремено, да не е за работа, многу интересно за се работи во роботика. Порака до институциите би било да веруваат во нас младите, дека гледате дека можеме да стигнеме и до светско поведенство, да не поддржат финансиски и со морална поддршка.
Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен ветер од северозападен правец. Температурите се движеа во интервал од 1 до 17 степени Целзиусови. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност, попладне со слаб локален дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од југоисточен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 2 до 18 степени Целзиусови.